Ова е победничка атмосфера. Ова е атмосфера за 22 март. Почитувани членови и симпатизери на ВМРО-ДПМН, почитувани гости, драги пријатели, добра вечер. Оваа вечер, ова наше дружење, кое треба символично да го најави почетокот на изборната кампања, слободно можем да кажам дека и најава за крајот на едно лошо водење на општината од една група луѓе водени единствено од личните и теснопартиски интереси, градејќи кариери со лаги и празни ветувања, газејќи при тоа почести и достоинството на граѓаните на општината Делчево. Колку и да не сакам да започнам со нашиот главен противник на овие избори, не можам да одминам некои работи што се случува овие денови. Дека не им цветат розите, кажуваат секојдневните поплаки на граѓаните за нивни телефонски закани и уцени од најразличен вид. Тоа се само за нив добро познати методи, но тоа се методи од минато време. Токму затоа, на 22 март, и тие луѓе ќе бидат само едно минато кое брзо ќе го забравиме. Може би ќе се запрашате зошто тие уцени и закани се телефонски. Одговорот е јасен, затоа што немаат образ да ги погледат граѓаните во очи. Почитувани сограѓани, постојат моменти во кои историјата ни поставува граѓаните пред решавачки избор. За граѓаните на општина Делчево овие локални избори се токму тој момент. Времето во кој живееме, околностите и идеите кон кои се стремиме, не ни дава за право да даваме лажни ветувања, туку бараат од нас конкретна одговорност и свест за потребите на граѓаните. Огромна е честа да се биде кандидат за градоначалник, уште поголема е одговорноста пред партијата. Секако и пред коалицијата која ме кандидира. Но истата одговорност е неспоредлива со одговорноста спрема сите граѓани на општина Делчево. Почитувани сограѓани, време е за нови идеи, за нови проекти, за нови импулси. Време е за одговорна работа. Минатите 4 години се изгубени во неповрат. Изгубено е драгоцено време. Токму поради тоа, за да изградиме иднина каква сите ја посакуваме, мора да започнеме веднаш. Мора да започнеме заедно, бидејќи заедно и само заедно можеме повеќе. Во основата на концептот на нашето работење, па и на самата изборна кампања, лежи идејата да заедно со вас, граѓаните на општина Делчево, го издигнеме Делчево во регионален лидер на локалниот економски развој. Вие, граѓаните на општина Делчево, представувате непресушен извор на идеи, предлози и конкретни решенја, па токму затоа мора да бидеме мудри и таа разноликост на идеи, на предлози, на конкретни решенја да ја претвориме во една создавачка сила во економијата, науката, културата, спортот и сите сфери на човековото живење. Во текот на овие 20 дена кои предстојат,
немајќи од што да се срамиме, не отговарајќи со хипотеки од минатото, ќе се потрудиме да го посетиме секој дом, секоја куќа во општината. Ќе побараме подршка од сите граѓани на општина Делчево, па потоа во духот на слоганот на ВМРО ДПМН за овие локални избори и во духот на протестот кој го носи иднината, заедно да изградиме препознат лик на Делчево и делчевските села. Решенијата кои ги понудиме на овие избори ќе бидат континуитет на реформската определба на владата на Република Македонија, предводена од премиерот Никола Груевски. Притоа, имајќи го предвид вчера објавениот стратешки план на владата и до ден денешен невиден износ на планирани нови инвестиции, како и фактот дека на 22 март во Делчево ќе извојуваме историска победа. Слободно можам да кажам дека на Делчево му предстои светла иднина. Да живее ВМРО ДПМН!